Представничкиот дом на САД со мнозинство републиканци положи заклетва минатиот месец, означувајќи нова ера на поделена влада во Вашингтон. А со тоа републиканците ветуваат дека ќе ја предводат улогата на Конгресот за надзор на Белата куќа. Мислам дека ниту еден американец не верува дека правдата не треба да биде еднаква на сите и од оваа администрација откривме што се случувало пред секои избори, што и да излезе во јавноста, тие го користат, имаат двојни стандарди. Така не функционира Америка. Републиканците тврдат дека администрацијата на Бајден ги злоупотребила своите овластувања од начинот на кој се справи со масовната миграција на јужната граница на Америка. Од месец во месец поставуваме рекорди за влез на мигранти во земјата и искрено мислам дека е намерно. Не знам како некој со здрав разум или логика може да дојде до друг заклучок. Се чини дека е намерно, се чини дека е однапред смислено. И за наводно поентирање на федералната влада за политички цели. Ќе го вратиме мандатот на комисијата кон својата основна мисија, а тоа е да се осигури дека доларите на даночните обврзници не се погрешно користени, злоупотребени или трошени за да се спречи корупцијата и само промовирањето, за да се осигураме дека нашата федерална влада работи ефикасно за американскиот народ. Републиканците исто така планираат отварање истраги за семејството на претседателот, вклучително и обвинувањата дека неговиот син, Хантер Бајден, имал корист од функциите на татко му. Надзорот на извршната власт е клучен дел од улогата на Конгресот и аналитичарите велат дека овие истраги се вообичаени кога американската влада е поделена по партиска линија. Дури и во поларизирана ера, истрагите на Конгресот може да направат нешто добро, но за да има навистина корисно влијание, двете страни треба да соработуваат. Но демократите велат дека истрагите неправедно ќе го таргетираат претседателот. Многу е жално што ја видовме ова екстремна републиканска агенда на МАГА која очигледно е насочена кон импичмент, истраги фокусирана на лов на вештерки, а не кон работничките семејства. Сите законски корекции што ќе излезат од сослушувањата во представничкиот дом нема да бидат усвоени во Сенатот под контрола на демократите. Постои голем број на законодавци кои ја користат моќта за упатување покана за распит, за да ги принудат луѓето да дојдат да сведочат, иако никој не очекува да се случи вистинска промена поради истрагите. Откривањето на доверливи документи во резиденцијата на Бајден исто така ќе потигне истрага на комисиите во представничкиот дом, а републиканците се надеваат дека ќе го задржат фокусот врз претседателот пред изборите во 2024. Истрагите во Конгресот, историски гледано, го намалуваат процентот на доверба за работата на претседателот. Тие навистина го оцрнуваат и влијаат што јавноста ќе мисли за претседателот. Првите покани за распити од комисиите во представничкиот дом беа испратени минатата недела.